8 часот и 44 минути, повторно сме назад во студиото на Алфа телевизија. Продолжуваме со утринската програма Добро утро секое утро. Време е за вториот разговор ова утро. Како што ви најавив на почетокот на емисијата, ова утро ќе зборуваме за нешто многу корисно и многу корисни и теми и еден многу корисен проект од центар од Црвениот крст на град Скопје, а наша и ваша гостинка ова утро е Елеонора Андонова, координатор на проектот Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови. Елеонора, добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Утринската програма, така е. Кажавме дека корисни проекти, Дневен центар за стари лица и давање помош во домашни услови. Ајде прво за првата услуга која што ја дава Црвениот крст на град Скопје, Дневен центар за стари лица. Од кога постои, која му е целта и која му е главната активност? Така, во рамките на Црвениот крст на град Скопје од 2011 година активно функционира проектот Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови. Главната цел е развивање на форми на воинституционална заштита, како и грижа и здравствена заштита на стари изнемоштени лица. Имаме исто така, значи, тоа е вториот, имаме два дела, односно Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови. Имаме 3 дневни центри на територија на градот Скопје, тоа е во Домот за хуманитарни организации Даре Џамбас, во Општинска организација Црвен крст Чаир и во Општина Сарај. Значи на 3 локации сте. 3 локации. Сега од кога постои овој дневни центри, од кога постојат? Од 2011 година се отвори првиот дневен центар. Оваа година славиме 12 години во дневниот центар во Даре Џамбас. Подоцна 2-3 години се отвори дневниот центар во Општинска организација Чаир и во 2016 година се отвори дневниот центар во Сарај. Сега кои се активностите на овој дневен центар? Еве веќе одат и фотографии од вашите центри. Наменете за стари лица, од која до која возраст? Значи, дневниот центар е отворен за сите стари лица, значи лица над 60 години. Значи не мора да се само пензионери, така? Не мора да се само пензионери, значи над 60 години, едноставно сакаат нивното слободно време да го поминат во овие дневни центри, да се дружат со нивни врсници и можат да дојдат во дневните центри. Отворени сме секој работен ден од 9 до 15 часот, каде што тука исто така може да си дојдат, да се напијат кафенце, да играат шах, карти, домино, игри за социјализација и да се запознаат со нивни врсници. Исто така имаме и месечна програма на активности, каде што тие активности ни се многу актуелни, буквално ги имаме од понеделник до петок. Во вторник и во петок имаме најактивна активност, тоа ни се чиконг вежби. Тоа се вежби за релаксација на телото и подобрување на енергијата на лицата во трета доба, заедно со волонтер Роже Дуан Ван Хај, каде што тој е виетнамец и тој е обучен тренер за чиконг вежбите. Исто така имаме сликарски работилници секој четврток, имаме часови по танцување во среда, како и креативна работилница, работилница за шиење, работилница за плетење. Исто така организираме и многу хуманитарни базари, каде што на овие сликарски креативни работилници, шијачки работилници, работилници по плетење на хуманитарните базари се изложени, каде што нашите корисници се волонтери. Многу ќе можете да ги видите во моловите со знакот на Црвен крст, каде што тие се позади штандовите на Црвениот крст и тие ги продаваат нивите сработени дела, а потоа парите се донираат за социјално ранливи стари лица. Тие што немаат пензија или едноставно што не може да си набават лекови или да си обезбедат храна. Ова е навистина многу убава активност и за повозрастните, за старите лица, како што кажувате, од 60 години. Како може да ве најдат? Рековте, отворени сте за сите, буквално за сите. Дали е потребно да се исполнуваат некои услови, освен старосната граница? Значи, може да не побараат во дневните центри, во Даре Џамбас, во Чаир и во Сарај. И едноставно тука со социјалните работници, каде што во секој дневен центар имаме 3 социјални работници, каде што се одговорни за програмските активности, како и за корисниците. Ќе се направи еден картон, каде што тие веќе стануваат наши членови. Едноставно само да имаат желба, волја и да сакаат да си го поминат слободното време корисно, треба да се обратат во дневните центри.
Одлично. Навистина одлична информација. Да се обратат кај вас. Каков е интересот на старите лица? Значи, веќе постоиме 12 години. Имате секој ден активност, да. И тоа од различни области. Што најмногу ги интересира? Најмногу ги интересира чиконг вежбите. Можам да кажам дека тие не се многу актуелни, но исто така и креативната работилница, сега веќе и часовите по танц. Веќе сме во преговори од септември месец да почнеме и со часови по англиски, така да... Па зошто да не, никогаш не е касно да се учи. Така. Часовите по танц кој ги одржува? Имаме тренер, да, каде што тој ги одржува Ѓоко Вешовски, каде што тој ги одржува часовите по танц. Да напоменеме само отворени се дневните центри од 9 наутро до 15 часот, сабота и работен ден. Не, така. Работен ден. Работен ден додека се додека не работа вашиот тим. А кога сме веќе кај тимот, да споменеме, тоа се веќе обучени лица од Црвениот крст кои што работат со овие стари луѓе. Кој го сочинува тимот и колка ви се групите? Колку групи, колкава е бројката која што наеднаш можете да ја примите во тие простори? Така, како што реков, значи тимот е дипломирани социјални работници. Во секој дневен центар има одговорно лице. Секогаш значи се надоградува тимот со различни обуки, семинари, конференции и слично. Значи можам да кажам дека нашата дата база брои повеќе од 3000 корисници. Пред ковидот бевме актуелни, за време на ковидот значи дневните центри беа затворени, но можам да кажам дека врвот го достигнавме после ковидот. Значи посетеноста ни е многу зголемена, значи на дневна основа дневните центри, трите дневни центри ги посетуваат повеќе од 70 стари лица, каде што се вклучуваат во активностите на дневните центри. Одлична бројка, тоа значи дека им недостасувало дружење и социализација, нели? Да. Сега да позборуваме малку и за вториот проект. Тоа е давање услуги во домашни услови. Сега овдека претпоставувам треба да се исполнуваат веќе некои критериуми. Значи не е наменето за сите стари лица или може би грешам? Наменето е за лица над 65 годишна возраст. Значи веќе да кажеме пензионери. Пензионери, така. Значи вториот дел од проектот е домашни услови, каде што 5 медицински сестри и 5 волонтери посетуваат стари изнемоштени лица во нивните домови. Каде што медицинските сестри се задолжени за здравствено превентивните активности, односно мерење на притисок, шеќер, здравствени совети, следење на терапијата, контакти со матичните лекари, доколку е потребно придружба до лекар и слично. Доколку пак нашите волонтери се задолжени за моментот за социализација. Доколку е потребно да се заврши некоја административна работа, доколку е потребно пазарување, доколку едноставно сакаат заедничка прошетка да си направат каде што си живеат старите лица. Да не бидат сами, да бидат во придружба, така? Така, да. Така да вториот дел е за понеактивни стари лица, каде што едноставно медицинскиот персонал и волонтерите ги посетуваат во нивните домови на територија на градот Скопје. Сепак да се направи една разлика, да не помешаат гледачите, дека овие медицински лица не даваат диагноза, нели? Туку се тие тука да помогнат, како што кажавте, да измерат шеќер, притисок, здравствени совети. Да помогнат можеби околу ординирање на терапијата, така? Значи ништо околу давање диагноза и сето тоа, туку можат и да бидат како придружба до некоја здравствена установа. Точно така. Дали е потребно да се приложи некоја документација? Кај вас, дали оваа услуга се наплатува или е бесплатна? Самиот проект, значи, ние работиме на принцип на донации, така да сите услуги, дневните центри за стари лица и домашни услови се бесплатни. Едноставно, граѓаните што се заинтересирани, пензионерите, лицата во трета доба, што сакаат да се вклучат во дневните центри, може да се обратат во дневните центри, а тие што сакаат во домашни посети, може да не контактираат на телефонскиот број 071 369 909 и едноставно или да дојдат членот на нивното семејство да дојде во дневните центри, каде што ние ќе направиме една проценка и подоцна веќе медицинската сестра и волонтерот ќе ги посети во домашни услови. Потребна е документација некоја да се донесе дека
Лична карта. Само лична карта. Мислев некоја медицинска документација? На проценка кога се оди, значи од страна на социјален работник и медицинското лице, на проценка се прави увид во домот на старото лице, така да тогаш ќе треба медицинската документација. Така. Сега покрај тоа што давате и медицински, да кажам, совети повеќе и услуги, нели? Меѓутоа не диагноза. Постојат и волонтери, како што напоменавте, кои што вршат пазарење во домовите, шетање, посета. Колку време во денот може да бидат волонтерите во еден дом? Така. Значи, медицинските сестри и волонтерите, значи, ги посетуваат старите лица во нивните домови еднашка во неделата. Медицинската сестра се задржува од прилика од 30 до 1 час во нивниот дом, доколку пак волонтерите можат 1 час, 2 часа, зависност нели од потребата. Исто така еднашка во неделата. Една медицинска сестра има околу 40 корисници, некогаш и 50, зависи нели од потребата, а доколку пак волонтерите имаат од под 5 корисници каде што ги посетуваат во домовите на старите лица, затоа што не секој корисник од домашни услови има потреба од пазарување, затоа што некој си живее едноставно и со својата фамилија. Тоа сакав да прашам, дали е потребно корисникот на овие услуги да живее сам или може да живее со фамилија? Значи или сам или со својот брачен другар, но доколку секако нели видиме на проценката дека има потребна старото лице да биде посетувано од наша страна, секако дека ќе биде обслужено. Претежно сите корисници, односно потенцијални корисници се обслужуваат. Колку корисници имате во моментов? Околу 200? Во домашни услови имаме 200 корисници. Да. Сакав да прашам колку оваа услуга важи само од понеделник до петок или важи и за викенд? Од понеделник до петок, исто како дневните центри. Од 9 до 15? Од 8 до 16 час. Од 8 до 16. Да. Значи во едно работно време. Така. Но може и порано заради тоа што медицинските сестри претежно имаат корисници каде што нели се шеќераши, така да шеќерот се мери наутро, така да може некогаш и медицинските сестри да ги видиме на терен од 7 часот. Уште порано. Каков е интересот за овој проект? За оваа услуга претпоставам дека е голем. Значи буквално имаме и листа на чекање каде што треба да се обслужат корисници. Значи постоиме веќе 12 години. Јас како што викам не сме веќе проект, веќе ние сме социјален сервис. Каде што 12 години не се малце. И се надеваме дека одзивот ќе биде уште поголем и секако нели имаме обучен кадар каде што ќе може да обслужи све. Сакав да прашам, рековте двата проекти, веќе рековте дека се 12 години се социјален сервис, интересот е голем. Може ли уште нешто да го споменеме телефонскиот број за бидејќи верувам дека има луѓе кои што можеби и прв пат слушаат дека постои ваква услуга од Црвениот крст на град Скопје, уште нешка телефонски број? 071 367 909 или 02 3228 347. Значи нови броеви може да ве контактираат за сите подетални информации, им стоите на луѓето на располагање. Сакав да прашам, кој ви е највозрастниот член во дневниот центар? Така, значи имаме... Рековте од 60 години, ама кој е највозрастниот? Имаме 90 годишна корисничка, каде што таа активно ги посетува активностите во дневниот центар, поготово актуелна е на креативната работилница и на сликарската, така да 90 годишна корисничка имаме во дневниот центар. Сега уште едно прашање ми се наметнува тука околу приборот. Нели рековте дека имате и креативна работилница каде што се слика. Приборот си го носат корисниците, односно посетителите, или го давате вие на користење? Доколку се слика, нели, потребно е тука материјали за сликање? Одговорните во дневниот центар на месечно ниво прават набавка на материјали што се потребни за активностите, така да буквално корисниците треба да дојдат само да имаат желба да учествуваат во активностите, а ние буквално све им даваме, дали тоа било материјали за креативна работилница, за сликарска работилница, дали било за шијачка работилница, едноставно само треба да имаат желба. Желба за посета и желба за дружење, претпоставувам организирате празници, дали си ги чекате Велик ден, Нова година, дали околу тоа има
Значи, организација од наша секогаш страна? ги организираме празниците, не само празници, туку и славиме родендени на наши корисници. Исто така организираме и многу концерти, многу хуманитарни активности, така да многу активности за лицата во трета доба. Значи, секој што едноставно сака да се вклучи во активностите, едноставно да не се го поминуваат пензионерите дома слободното време, туку може да дојдат корисно, да дојдат во дневните центри, едноставно да се вклучат во некоја од активностите. Уште една работа ми се наметнува овде. Кажавме дека првиот проект не се наплатува, нели? Каде што е на во дневните центри, дали ова услуга во домашни услови се наплатува? Бесплатно е, значи како што кажав, дневниот центар за стари лица и центарот за давање помош во домашни услови е бесплатно. Ете така. Да не има уште нешто што сакате да кажете за крај? Фала ви на поканата. Мислам дека опфативме се, ама има така. нешто ако може би изумив да ве прашам, а сепак сакате како порака да им пренесете нашите гледачи. Пред се фала ви на поканата и ги поканувам сите лица во трета доба да ги посетат дневните центри или доколку едноставно некој од домашни услови има потреба, слободно може да не контактира и секако ние ќе ги посетиме. Елеонора, благодарност голема ова утро што бевте наша гостинка. Се гледаме во некоја наредна прилика, бидејќи Црвениот крст на град Скопје има секогаш многу проекти и ви благодариме што секогаш сте наши гости. Благодарам и на вас.